Во студиото со вас, Александар Спасовски. Први вечерни вести, ви благодарам што сте со нас. Стотина деца ученици во основното училиште Димо Хаџидимов во населбата Влае во Скопски Карпош се пожалиле на болки во стомакот кои биле проследени со повраќање. Иако училиштето останува отворено за настава, училниците се речиси празни, бидејќи покрај болните деца на настава превентивно не доаѓаат ниту оние кои немаат симптоми. Меѓу децата со симптоми е и помалиот син на премиерот Мицкоски кој учи во истото училиште. Родителите се загрижени и се сомневаат дека проблемот е во водата за пиење. Во Влае денеска беше Тамара Дичовска. Со болки во стомакот, повраќање и диареја се пожалиле голем број ученици во основното училиште Димо Хаџидимов во Влае. Дали станува збор за труење или пак за стомачен вирус, допрва институциите ќе треба да утврдат. Во училиштето денеска, иако имаше настава, родителите си ги земаа поголемиот број од децата, но ни тие не знаат за што станува збор. Во секое деление е различна бројката на ученици кои се пожалиле на овие симптоми. На некои од родителите им било јавено да си ги земат децата од училиште, некои и воопшто не ги пуштиле на настава. Го земем ношто двора дека имало 3 дечиња болни или се што е поиме немаме да ви кажам право и затоа ми се јавија да го земам. Има настава, меѓутоа имало некој вирус и затоа малку порано така да се заштитиме. Ви кажа и другите дечиња од оделенија не се во училиште? Па да, она кажува дека многу деца фалат, дека нема многу во училиште затоа што се болни. Да, ни јавија да ги земеме, дека нема да има дневен престој. Тоа што се случува не би знал. Ака имаат симптоми на стомачен вирус, меѓутоа и ве видовме земат испитувања некои примероци. Не знам, стварно само ми јавија да го земам детето. Родители кои се јавија до редакцијата на Сител велат дека и некои од нив ги пројавиле истите симптоми и заедно со децата отишле на инфективната клиника, каде се сретнали со други дечиња од училиштето. Првично се сомневавме на стомачен вирус. После тоа, кога видовме сите родители колка е размерот, сите почнавме да се сомневаме дека или од храната или од водата. Меѓутоа има и деца што се во многу повисоки оделенија, во 6-то, во 7-то оделение, што се болни, има и родители што префаќаат, наставниците се, некои од нив се болни, така да стварно не можам да преюдицирам дали ова некој вирус, дали ова некоја бактерија или труење на децата, сите им зема примероци од крв. Директорката вели нема точна бројка за колку ученици станува збор, но откако учениците од помалите оделенија се пожалиле на овие симптоми, ги викнале сите надлежни институции денеска да проверат од каде е проблемот. Институтот за јавно здравје има 6 деца кои што се веќе со пријава кај нив. Останатите кои што се со матични доктори или го пријавиле тоа на друго место, немаме точна бројка. Отсуствата на деца денеска беше поголема поради тоа што имаше и отсутни деца од превентивни причини задржани дома. Пријавено е во сите институции кои што се надлежни за ваквите состојби, кога не е детектиран причинител, Агенција за храна и ветеринарство, Центарот за јавно здравје, Државниот санитарен инспекторат и се уште се тука на терен екипите кои што ги испитуваат сите состојби, земаат мостри од сите места. Наставата во училиштето денеска тече непречено, бидејќи има оделенија каде се присутни сите ученици. Тамара Дичовска, Сител телевизија. А надлежните денеска ги извршија сите неопходни проверки. Собрани се примероци од вработените, работните површини, храната во училиштата, кујната и водата. Според последните информации, 2 деца се уште се во болница, а каква е нивната состојба, вечерва проверува Габриела Лескова, ја имаме во овие вести во живо. Габи, каква е состојбата на оние деца кои што беа хоспитализирани? Има ли нови случаи? Дали некое дете е заминало дома? Каква е состојбата вечерва? Александар, на клиниката за детски болести денеска беа хоспитализирани вкупно 3 деца. Меѓутоа, едно од нив, поради тоа што имал добра здравствена состојба, е пуштен на домашно лекување, а така во моментов на клиниката се уште се наоѓаат уште 2 дечиња. Меѓутоа, согласно информациите на директорот на клиниката, 2 деца се во општа добра здравствена состојба. Во текот на вчерашниот ден и денеска вкупно дошле околу 10 деца, потврди директорот за Сител, меѓутоа сите тие ги имале истите симптоми, односно повраќање и диареја. Како што веќе најави ти во најавата, практично инспекторите влегоа во училиштето Димо Хаџидимов. Станува збор за инспектори од
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, исто така од АХВ, меѓутоа и од Институтот за јавно здравје. Меѓутоа, во моментов се уште немаме никакви резултати од првите земени мустри. Првичните резултати практично се очекуваат утре некаде околу 13 часот, меѓутоа и за официјалните резултати може да се почека и подолго. Па согласно ова, до овој момент се уште не се знае зошто толков голем број на деца наместо на училиште останаа во нивните домови со симптоми на стомачни заболувања, како повраќања и диареја. Здравствената слика на случувањата во училиштето Димо Хаџидимов да ги проследиме во приложение. 2 деца остануваат хоспитализирани на детската клиника, а едно е пратено на домашно лекување. Ваква е попладнева состојбата на основците од Димо Хаџидимов, кои со стомачни симптоми на повраќање и диареја побарале помош од докторите. На хоспитализираните деца состојбата им е стабилна. На преглед вчера и денеска дошле вкупно 10. Значи се моментално 2 деца кои се веќе на болничко лекување, едно испишавме, имавме 3. Во стабилна општа состојба, без влошување, значи има подобрување на општата состојба, на терапија се поставени, додека другите кои беа прегледани биле пуштени на домашно лекување. Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од Агенцијата за храна и ветеринарство и од Институтот за јавно здравје влегоа во училиштето. Земале мостри од храна, од работни површини, брисеви од вработени, како и примероци од водата. Врши затворање на кујната како потенцијален извор на зараза и дава решение на забрана, во кое што решение се наложуваат и мерки кои што треба да ги превземе операторот, односно вонредно чистење, вонредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација од овластена институција и спроведување на вонредни здравствено-хигиенски мерки за вработените. На наше инсистирање, нели, како институт и покрај тоа што не беше предвидено, ние сепак земавме и од водата. Така да во очекување сум да се врати тимот и да ги видам и анкетите епидемиолошки колку што се направени, на што укажува да ги разгледаме се и ќе се работи и денеска и во втора смена. Првичните резултати ќе бидат готови дури утре, а за официјалните процесот може да потрае и подолго. Зошто толку многу деца со симптоми денеска место на училиште останаа дома, дали станува збор за труење со храна или вода, се уште не се знае. Габриела Лискова, Сител телевизија. Мухамед Хоџа ќе биде нов министер за животна средина и официјално потврдуваат од Вреди. Она што во моментов исто така потврдено е дека Беким Сали ќе биде нов вице-премиер во владата, но се уште не се знае кој ресор би го добил. Некои неофицијални информации говорат дека Сали ќе го добие ресорот евроинтеграција, а Муртезани би бил номиниран за амбасадор во Брисел. Се споменува и дека Башким Бакиу ќе биде предложен за нов министер за здравство, додека Азир Алиу би ја добил позицијата директор на Агенцијата за електронски комуникации. Од коалицијата Вреди велат дека освен информацијата за Мухамед Хоџа како нов министер за животна средина, останатите имиња во овој момент не можат ниту да ги потврдат, ниту да ги демантираат. Премиерот Мицкоски денеска остана на ставот дека бројот на ресори за Вреди останува ист, а нивно е како тие ќе ги распределат. Оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата, на политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата Вреди ќе ги задржат, така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори, така што тоа е веќе во рамките на нашата заедничка коалиција договорена, а околу имињата очекувам дека веќе во понеделник ќе ги доставам откако ќе бидат искристализирани, но тоа се оние имиња горе-доле кои што циркулираат во јавност. Сигурно е дека Беким Сали ќе биде вице-премиер. И тоа што знаеме дека некои празни места што се моментално во министерствата мора да се пополнат. И ова е заедно со лидерите на политичките партии, заедно со премиерот Мицковски, разговараат што побрзо да ги пополниме овие места. А вечерва стигна информацијата дека во Дуи се договориле на 20 декември да го организираат најавениот конгрес, пети во историјата на оваа партија. Тој доаѓа по катастрофата која им се случи на локалните избори, каде ги загубија и најголемиот дел од општините.
Централниот дел од седницата беше посветен на подготовките за 5-тиот конгрес на ДУИ, значаен момент за дефинирање на понатамошниот политички, организацијски и програмски правец на партијата. Беше оценето дека конгресот представува клучен процес за политичката визија, зајакнувањето на внатрепартиските демократски механизми и подготовка на структурите за новите предизвици, се вели во соопштението кое што доцна вечерва го испратија од ДУИ. Веројатно утре ќе биде познато по која цена ќе ја плаќаме струјата од почетокот на наредната година. Владата одлуката донела на затворена седница вчера, но премиерот вели дека не може да сподели информации во овој момент. Мартин Арсов е на оваа тема. Утре ќе се знае цената по која ЕСМ ќе ја продава струјата на Евана Хоум. Владата на затворена седница вчера ја утврди новата сума, но која е таа ќе се знае откако ќе заврши тендерот на Евана. Сега повикот не е за 6 месеци, туку за цела година. Премиерот Мицкоски не откри дали ќе има поскапување. Нагласи само дека се води грижа за стандардот на граѓаните. Ние се водиме да нема големи пореметувања на стандардот на граѓаните и импликација. Од друга страна, да продолжиме со субвенционирањето, бидејќи пазарната цена на електричната енергија е околу 100 евра во моментот, а за прв пат се спроведува јавна набавка за цела година, не само за половина година. Така што во овој момент не можам да ја кажам цената, но бидете сигурни дека водиме грижа за стандардот на граѓаните и продолжуваме и понатаму да ја субвенционираме електричната енергија за сите оние кои што ја добиваат на регулираниот пазар, тоа се домакинствата. Колкави сметки за струја ќе плаќаат граѓаните по нова година најмногу зависи од цената на ЕСМ. Во моментов мегават час чини 62 евра. Регулаторната комисија наскоро треба да донесе и нова цена за пренос и дистрибуција. Според најавите, во овие ставки ќе нема големи промени. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поскапувањата за нас со години веќе не се изненадување, па веројатно затоа и нема да ни изненади информацијата и дека храната ќе продолжи да поскапува во иднина. Причина е нестабилниот пазар, слабиот род и големата побарувачка. Производителите на храна велат дека во периодот што следи, цените на многу прехранбени продукти може да одат само нагоре. Наташа Мерсовска. Цената на храната и натаму ќе расте, најавуваат производителите. Јајцата како основен прехранбен продукт за само еден месец од 90 скокна на 150 денари за пакување од 10 парчиња. Зголемената побарувачка, а намалениот број живина поради птичиот грип и појавата на токсини во јајцата се главните причини за тоа. Сега Полска од најголем извозник станува увозник, па побарувачката од соседните земји е огромна. Посебно Грција прави огромен притисок затоа што Грција увезуваше многу јајца од Полска, од тие земји, пошто ги нема од нив, таа врши притисок на овој пазар. Албанија е поскапа од нас, Грција е поскапа, Бугарија е поскапа, Србија првпат во историјата е поскапа од нас. Притисок врз цената прави поскапувањето на сојата на светските берзи, која само изминативе 3 недели поскапе за 60 евра од тон. Родот на пченката, која ја увезуваме од Србија годинава е преполовен и затоа цената оди нагоре. Дополнително продажбата стагнира поради очекуваната повисока цена при откупот, додава Догани. Србија знаете дека ова година има некаде околу 45% род во однос на ланската година и цената веќе се помеси за некои 6-7-8 евра нагоре. Таму купено, меѓутоа во моментов има стагнација на пазарот, не продаваат пченка. Затоа што сега се очекува да дојдат да се појават големите купци. Тие големи купци сега кога набавуваат огромни количини, цената се очекува да оди уште погоре. За сега државата не планира да ги замрзне цените, со надеж дека истите ќе паднат следниот период. За разлика од кај нас, соседна Србија, од септември до февруари ги замрзна маржите на основните производи. Таму може да се види дека 10 јајца се продаваат од 100 до 160 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. А за да се спречат игрите на трговците, Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече казни од по 50.000 евра за 4 маркети поради картелско здружување. Казна од 18.500 евра доби Сојузот на стопански комори, кој според Комисијата ги координирал овие активности.
Учесниците постигнале усогласен став за неприфаќање нови или зголемени ценовници од добавувачите, со што ја замениле состојбата на независно пазарно однесување со состојба на практична координација. Овој вид на однесување по својата природа представува ограничување на конкуренцијата кое е забрането без потреба од дополнително докажување на неговите пазарни ефекти, соопштија од комисијата. Оттаму велат дека казните имаат за цел да спречат идни нарушувања на пазарот и да обезбедат поголема заштита на потрошувачите и конкурентноста. Тука е крајот на овие вести, следните се